По повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост 3 декември, денеска во Прилеп се организираа повеќе манифестации во центрите за поддршка на овие лица. Еден од нив беше и хуманитарниот настан насловен од Деца за деца, на кој што учениците кои го посетуваат Центарот за поддршка на учење во Основното училиште Свети Климент Охридски продаваа новогодишни честитки кои што ги изработиле сами или пак во изработката им помогнале учениците од другите училишта во градот. Ние во моментот во училиштево имаме 8 поточно паралелки со кои држиме настава и одат по стариот наставен план. Меѓутоа, исто така, во центарот постојат тимови, по новиот закон, постојат тимови, тим за образовна поддршка, тим за рехабилитацијска поддршка, мобилен тим, кои даваат услуги на општинските основни училишта и поточно на децата со пречки во развојот, односно со посебни образовни потреби. Со овие тимови ги обслужуваме 10 основни училишта на ниво на општина Прилеп. Тоа е еден, да речем, ајде сега подолг процес за реализација. Во моментов покрај наставата што држиме, имаме и рехабилитацијски третмани. На настанот присуствуваше и градоначалникот на општина Прилеп, кој што вети зголемување на бројот на вработени во овие центри и набавување на сите потребни нагледни средства со цел подобрување на едуцирањето. Овој ден посебен акцент заслужува за лицата кои што им е потребна и неопходна помош за изедначување со останатите во општествениот систем. Но само еден ден не е потребен, него секој ден посебно внимание заслужуваат сите дечиња. Овој ден е посебно акцентиран на потребите и проблемите кои имаат и со кои ќе се сочуваат лицата со посебни потреби. Но како што велат многу здруженија, Сојуз и лица за хендикеп, не е доволно само еден ден да им се посвети внимание на овие лица и на нивните права за еднаквост со другите. Тоа треба да биде секој ден, да представува дел од човечкото општество. Манифестации по повод овој ден во Прилеп денеска се одржаа и во Дневниот центар Ѕуница, Дневниот центар за лица со церебрална парализа, како и Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака.